Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, скопи кажи ми. Во услови на екстремно високи летни температури, општина Кисела Вода во соработка со општинската организација на Црвениот крст ја реализира теренската акција Топлотен бран, насочена кон заштита на здравието на граѓаните и намалување на ризиците од топлотниот стрес. Градоначалничката Бети Стаменковска-Трајковска заедно со представници од општинската администрација, екипи на Црвениот крст и медицинско лице ги посети најфреквентните локации, парковите и автобуските постојки низ општината, каде на граѓаните им беа поделени шишиња со ладна вода за полесно справување со високите температури. Покрај дистрибуцијата на вода, медицинските тимови обезбедуваат здравствени совети и прва помош за граѓаните на кои им беше потребна. За повозрасните лица и другите ранливи категории по проценка на медицинските екипи беше организиран и превоз до нивната крајна дестинација. Од општина Кисела Вода информираат дека ваквите активности се дел од континуираните мерки за заштита на јавното здравје во периоди на екстремни временски услови. Локалната самоуправа апелира граѓаните да ги следат препораките на здравствените власти, да избегнуваат престој отворено во најтоплиот дел од денот, да внесуваат доволно течности и да посветат посебно внимание на повозрастните лица, хронично болните и децата кои се најизложени на последиците од високите температури. Општина Карпош преку секторот инспекторат во координација со полициската станица Карпош спроведе вонредни инспекциски контроли во населбата Злокуќани со цел подобрување на комуналниот ред и почитувањето на законските прописи. При контролите инспекторите констатирале неправилности кај бесправно изградени објекти, пошто се започнати соодветни инспекциски постапки согласно законските надлежности. Паралелно со инспекциските активности од јавните површини на улицата Скупи, во внатрешноста на населбата бил отстранет каба со отпад. На повеќе лица им биле изречени и опомени поради неправилно одлагање отпад и нарушување на јавната чистота. Во рамки на теренската акција, инспекциските служби оствариле средби со жителите на Злокуќани, при што биле разгледани актуелните комунални проблеми и можните начини за нивно надминување. Од општина Карпош најавуваат дека ваквите координирани акции ќе продолжат и во наредниот период, со цел обезбедување поголем ред, почиста животна средина и доследно почитување на законските прописи низ целата општина. Општина Чаир продолжува со уредувањето и модернизацијата на јавните простори, поставувајќи 20 нови клупи на повеќе локации низ општината. Акцијата е дел од заложбите на локалната самоуправа за подобрување на урбаната опрема и создавање поквалитетни јавни површини за секојдневна употреба. Новите клупи се поставени во населбата Топана во Газибаба, на улицата Емин Дураку зад Чаирската џамија, како и во близина на маркетот Сарај во Чаир. Со ова граѓаните, велат надлежните, добиваат дополнителни места за одмор и рекреација, а јавните простори стануваат пофункционални и попристапни до нив. Од општина Чаир информираат дека поставувањето урбана опрема ќе продолжи во наредниот период, согласно потребите на населбите и барањата на жителите. Целта е постепено да се унапредува изгледот на јавните површини, да се создаде поуредена, побезбедна и поквалитетна урбана средина за сите граѓани. Општина Центар во соработка со Црвениот крст и Сдруженијето Хера спроведува низа теренски активности за заштита и поддршка на граѓаните поради екстремно високите температури што го запатија главниот град. Во рамки на акцијата во текот на денешниот и утрешниот ден се поставени инфоштандови кај Зелениот пазар и пазарот Буњаковец, каде граѓаните можат да добијат шишиња со вода, информативен материјал и совети за заштита од последиците на топлотниот бран. Покрај ова, во соработка со Хера, кај Зелениот пазар се организира бесплатно мерење на крвниот притисок. Истата активност ќе продолжи пред маркетот Тинекс кај пазарот Буњаковец, каде граѓаните ќе имаат можност да направат основни здравствени проверки, да добијат препораки за безбедно справување со високите температури. Од општина Центар велат дека ваквите превентивни активности се дел од заложбите за заштита на јавното здравје и поддршка на најранливите категории граѓани. Локалната самоуправа најавува дека ќе продолжи да ги следи препораките на здравствените институции. Ќе превзема мерки за облажување на последиците од топлотниот бран, со цел да се обезбеди поголема безбедност и грижа за жителите. Општина Илинден започна со реализација на нов капитален инфраструктурен проект, изградба на улицата 3 во локалната економска зона Марино Кадино. Проектот има за цел да ја унапреди патната инфраструктура и да обезбеди подобри услови за развој на стопанството и деловните активности во зоната.
Градоначалникот Александар Георгиевски изврши увид во почетокот на градежните работи и информираше дека се гради сообраќајница во должина од околу 400 метри и широчина од 7 метри. Во рамки на проектот е предвидена изградба на систем за прифаќање на атмосферските води, со што ќе се подобри функционалноста и безбедноста на новата инфраструктура. Од општина Илинден посочуваат дека новата улица ќе овозможи подобра пристапност до деловните капацитети, побезбедно и поефикасно одвивање на сообраќајот, како и подобри услови за работа на компаниите кои функционираат во економската зона. Локалната самоуправа очекува инвестицијата да придонесе за подобра логистичка поврзаност, поголема конкурентност на зоната и создавање услови за привлекување нови инвестиции. Со овој проект, општина Илинден продолжува со реализација на инфраструктурни инвестиции насочени кон економски развој и модернизација на локалната патна мрежа. Таму е скоро